Ексклузивно во Плеаут ви прикажуваме албум кој е во изработка на еден рап артист од Битола. А тој е Шабац, верувам дека ви е добро познат. Шабац, добро дојде во Плеаут. Фала, добро ве најдов. Пред се благодарам за поканата. Кажи ми за албумот до каде? Значи знам дека се изработува, знам дека е во студио, само кажи ми до кај е материјалот, значи од студиски, значи аспект кажи ми. До каде, за колку време ќе биде готов и кога да го очекуваме? Така, мојот удел како артист, јас како Шабац се снимени, значи моите дела пред се макате на гостите. И затоа и овој пат имам помалце гости, затоа што премногу е тешко да ги собереш. Кои се тие гости? Гости Freedom Fighters, имам една песна со Бертин МС, имам две песни со Марија Станковска. Едната е веќе изработена, другата се чека да се направи инструменталот. И имам една песна со Ранго, да го поздравам, значи од Србија. И тоа, значи толку се гостите сега за сега, колку не се најде во Значи почнуваш да се шириш и надвор од границите на Македонија, тоа е голем успех и значително за битолската рап сцена. Колку песни има во албумот? Во албумот има некаде околу 14 песни. Искрено се надевам дека албумот некаде за 2 месеци би требало да излезе во етер. И гледаме дека албумот се состои значи од пародија. Концептот на твојот албум е пародија на денешницата, значи смејување, ама на културен начин, значи не оне вулгарен начин или нападен, иако е рап музика, на културен начин ја исмејуваш денешницата, која е вистина и објективно и многу реално прикажано во твоите текстови. Ете, дали можеш да извадиш неколку песни од нив кои ти се омилени од твоите песни? Пред се сакам да кажам еден муабет кој што многу го паметам и по него одам, значи албумот пред се. Муабето е додека бев сериозен, никој не ме сваќаше сериозно, откако станав вака почна си да ме сваќаат сериозно. Значи тоа е финтата и е целта на цел албум. Омилена песна? Омилена песна има, многу има, не можам да ги избројам сите. Имам пред се имам многу, можам да кажам дека имам многу уникатни теми, како што е Југо, има една песна се вика Турбо Фолк Звезда. Кога ќе дојде време, кога ќе излезе во етер, ќе слушне публиката, мислам дека доста никој не ме извано таква песна. Нешто накратко може да ни откриеш или не? Накратко јас како рапер сонувам, значи што се разбудам еден станам Турбо Фолк Звезда и онака сите најнаш се чудат дека сите ме знаат како рап. Артиста ме сум Турбо Фолк Звезда. Значи првиот дел е тој, кај што почнувам да се ширам тука во Македонија, а вториот дел продолжува кај што патувам во Србија, нели од таму и потекнува Турбо Фолкот и на крајот како и сите со оној се разбудам и тоа е крај на песната. Дали сметаш дека Турбо Фолкот би била некоја конкуренција на рап музиката? И колку е убаво да постои Турбо Фолк како музика? Убаво, не се занимавам многу со Турбо Фолкот, нека постои, јас искрено не ни слушам. Мислам дека е добро, не знам, не ми смета искрено нека постои, зашто да не. Добро. Како жан не битно, не се занимава, не се замарам многу со таков вид на музика. Твојата песна Југо, значи иди од Србија, као од Крагуеваc, само не е Турбо Фолк. Беше навистина доста популарна, многу слушана, многу вртена, да речем, по сите југо фанови кои се југоманија, не цела, да речем, не целиот Балкан, така? Да. Е слушне подалек. Дали конечно можеби ќе видиме некој спот за таа песна? Се надеваме ова лето дека треба да снимам спот и планирам да соберам сите југовци во градот што постојат, има многу луѓе што ми се јавија што поседуваат југо. И ми рекоа дека доколку снимам спот би сакале мојата кола да биде во спотот. И му реков не е проблем, ќе видиме сега, сепак се зависи до времето и нормално можностите. Значи дочекуваме полигон да наполниме со југо во Битола. Чекуваме градот да го напа. Кажи ми сега за албумот, да се вратиме значи на таа тема. Кога ќе го доживееме CD-то? Значи да го имаме како CD, кој верувам дека имаше некои планови во глата за промоцијата. Како ќе се одвива, каде би се одвивала, дали во летниот период или кога би се одвивала таа промоција, кога да дојдеме на таа промоција да снимиме? Така како што планирав и така изгледа ќе дојде со времето некаде, значи како што најавив пред за 2 месеци некаде прилика. Значи ќе биде лето, сакам да биде негде во некој простор каде што ќе можам да ја поканам сите артисти од Битола. Албумот ќе биде, значи ќе се дава наврата, сакам да биде бесплатно затоа што не гледам дека би можел нешто да заработам од CD албум. Толку е значи. Значи да ќе се надевам дека ќе се видиме тогаш. А до тогаш ти посакувам успешна работа за албумот и ти посакувам уште многу албуми да излезат, па и спотови, па и голем успех на музички план, па и на секако. Така, фала, се надевам дека ќе биде. Работиме да биде така. Фала ти, се гледам и во наредна прилика. Фала, чао. Јас сум Шабац Бклан, не сум рап месија. Гледајте ХДТV Мега во Плеаут емисија.